ова издание. Која е Камала Харис, жената која треба да биде првата подпредседателка во историјата на Соединетите држави? Како да се постапува со децата во време на пандемија? Стресот и стравот влијаат на сите, дури и на најмладите. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Камала Харис би била првата жена подпредседателка на Соединетите Американски држави. Но кој е патот до незиниот успех? Кетрин Гибсон прави ретроспектива на незината досегашна кариера. Историски момент за САД. While I may be the first woman in this office, I will not be the last. 56-годишната Харис му заблагодари на новоизбраниот председател Џо Бајден и на гласачите што ја избраа да стане првата црна и индиско-американска жена за подпредседателската функција. Имаме жени во Врховниот суд. Ненси Пелоси е спикерка во Представничкиот дом, но не сме имале жена во извршната гранка, подпредседателка. Допрва треба да имаме председателка. Но не само тоа, туку да имаме жена што не е бела, жена од имигрантски родители, кои дошла во оваа земја за подобар живот. Од мајка индика и татко од Јамајка, таа пораснала во Окланд, Калифорнија. Нејзин мурал се наоѓа на училиштето во кое е била носена со автобус, како дел од напорите за расна интеграција. Дипломирала на Универзитетот Хауард, колеж за црнци во Вашингтон. Харис станала првата црна обвинителка во Сан Франциско во 2004 година и потоа главна правобранителка во Калифорнија во 2010-та. За време на протестите црните животи се важни летово. Некои прогресивни сили се жалеа дека Харис била построга обвинителка отколку што се прикажувала, дека заземала контрадикторни ставови за смртната казна и дека не инсистирала на одговорност кај полицијата за лошо постапување. Харис прво направи историја во Калифорнија кога беше избрана за Американскиот сенат. Важно е луѓето да видат луѓе на власт што личат како нив. Харис, која често зборува за незината улога како тетка и макеа, е мажена за адвокатот Даг Емхоф. Тој ќе биде сопруг на подпредседателката, што е сосема ново за историјата на Белата куќа. И додека најважна задача на подпредседателот е да биде подготвен, да ја преземе председателската функција ако биде потребно. Аналитичарите велат дека Харис може би исто така да ги искористи незините атрибути како прва. Таа ќе биде државничка која ги представува САД, но мислам дека ќе патува ни САД да ја покаже символиката на тоа што го прави. Нова глобална улога во Белата куќа, прославена и на другата страна од светот, во селото на незината мајка, во Индија. Пандемијата остава психолошки последици за сите, па дури и за децата. Гласот на Америка разговараше со психологот Билјана Манасова Јовановиќ, која дава совети како да се постапува со најмалите во овие исклучителни времиња. Билјана, вие веќе долги години, иако сте од Македонија, долги години живеете во Белград, работите како дефектолог и психотерапевт и предпоставам дека следите целата оваа ситуација со пандемија со коронавирусот. Како целата оваа ситуација со COVID-19 се одразува врз најмладата популација, бидејќи вашиот најмногу работите со нив, со децава, со најмладите? Јасно е дека пандемијата доста влијаеше на динамиката на нашиот живот. Значи, се промени како кај нас возрастните, така и кај децата. На почетокот кога децата и нема некој голем страв во однос на она што се случуваше околу нив. Меѓутоа, како времето одминуваше и како неизвестноста се повеќе и повеќе растеше, кај возрастните таа иста анксиозност и неизвестност всушност се пренесе кај децата, така да кај децата почна да се појавуваат некои, да кажеме, негативни емоции, како што се стрес, досада, вознемиреност, лутина, тага, зголемена нервоза, како и агресивност кај некои дечиња, бидејќи постои некое пореметување на нивното структурирано време, туку се појавува неструктурирано време, а кај некои деца всушност се појави осаменоста, дури и почеток на некоја, да кажеме, блага депресија. Сега, тука доаѓаат во обзир и разочарувањата кај децата, бидејќи многу дечиња не може да си ги прослават родендените, да се дружат, да одат на училиште и самата таа интеракција која што училиштето им ја дава е изгубена.
отворена. Што очекувате понатаму да се случува, бидејќи претпоставките се дека оваа пандемија сепак ќе потрае подолго време? Па знаете како тоа сигурно дека ќе влијае, бидејќи времето поминато со другите деца е клучен и многу важен момент од растењето на децата. Ние сме убедени дека во денешно време на децата им се доволни, например, само компјутери, телефони, меѓутоа нивната припадност која што имаат заедно со своите врсници и во дружењето всушност градат социјални вештини. Секако дека на децата исто им е непријатно носењето на маски, како и на возрастните, така да мислам дека е можно оваа ситуација, не можно, туку и верувам дека ќе остави некои емоционални последици во емоционалното и социјалното функционирање на децата, бидејќи пред се во моментот кај родителите, како и во целата популација, постои страф и неизвестност, што реално и не е така добра атмосфера за растење. Колку ќе биде тешко на најмладата популација да се врати после на нормалното по завршувањето на пандемијата, односно да се врати на она што предходно биле научени? Се зависи враќањето, да кажеме во таа нормала од родителите и од самиот систем. На децата многу лесно ќе им биде кога ќе им кажете тргнете ги маските и ајде сега се враќаме на старото, одиме во училиште. Меѓутоа стравувам дека оваа ситуација ако продолжи, децата ќе почнат да прават некои своји и формираат одредени навики, како например навиката за дружење преку мобилните телефони или компјутерите, лаптоповите, бидејќи ние секако живееме во такво време, но малку таа скала ќе се подигне на тоа ниво, така да тој социјален дел ќе им недостасува и тоа е всушност главниот проблем по мене, кој што децата ќе го имаат. Како да се живее во оваа ситуација? Како и родителите и децата да се прилагодат на целиот овој момент? Да се биде родител во време на пандемија е секако потешко. Кај родителите покрај зголеменото чувство на стрес и вознемиреност имаат и намалена толеранција на фрустрација, што значи дека конфликтите дома ќе бидат малку почести, но на децата единствено нешто што им треба е тоа да се чувствуваат сигурни и безбедни покрај родителите, бидејќи колку ние родителите ќе се сноѓаме во ова, да кажеме, ново нормално време, тоа ќе биде пример и за нашата најмлада генерација како да научат од нашите одговори. Последното прашање, сте имале ли вие во изминативе неколку месеци додека трае пандемијата ситуации на родители, на деца кои што барале помош кај вас, кои што се нашле во незавидна ситуација поради се ово што ни се случува? Многу големи прашања добивавме во врска со, добивам во врска со анксиозноста и со тоа дека се исцрпени родителите што и како, на кој начин да реагираат со своите деца, бидејќи да споменеме и тоа дека некои деца поради зголемената вознемиреност кај родителите понекогаш и не спиеле. Така да најмногу од што се жалат родителите, тоа е исцрпеноста и грижата за своите деца. Манасова Јовановиќ, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Вам ви благодарам за поканата и секој добро, останете со здравје. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com, како и на нашите профили на Facebook, Instagram и Twitter. Поздрав од Вашингтон!